Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Почитувани слушатели, добро вечер. И вечерва се јавуваме директно преку етерот на радиостаницата CMR, за да ви посакаме пријатно расположение во наредните 60 минути. Во вечерашнава наша емисија ќе дадеме прилог околу празникот Апостолот Свети Лука, кој беше на 31 октомври, а исто така и за Свети Димитрije Солунски, кој е на 8 ноември. Од македонските пак кралеви ќе ве запознаеме со Филип II Македонски, но затоа пак ќе имаме и кратки вести, блиц вести. Верувам дека ќе дадеме и од рубриката Жена, мајка и дом, но исто така последните минути ќе бидат посветени со мојот коментар на неделата. Посакувајќи ви уште еднаш пријатни 60 минути, најпрво да одиме со прилогот за евангелистот Лука, а потоа за Свети Димитрije Солунски. Роден е во Антиохија. Во младоста добро ја научил филозофијата, медицината и иконописот. Во времето на делото на Господ Исус на земјата, Свети Лука дојде во Ерусалим и таму го виде Спасителот лице в лице, па неговата способна наука стана и сведок на неговите чудесни дела. Откако поверува во Господ, Свети Лука беше вброен меѓу 70 апостоли и пратен на проповед. Заедно со Клеопа го виде и воскреснат Господ на патот за Емаус. По слегувањето на Светиот Дух на апостолите, Лука се врати во Антиохија и таму му стана сотрудник на Свети Павле апостолот, со кого што патуваше во Рим, обраќајќи ги во Христовата вера евреите и незнабожците. Ви поздравува Лука, лекарот љубезен, им пишува на Колосијаните Свети апостол Павле. Евангелието што беше го напиша околу 60-та година. После маченичката смрт на Свети апостол Павле, Свети Лука го проповедаше Евангелието во Италија, Далмација, Македонија и на други места. Ја иконописаше Пресвета Богородица и тоа на не на една, туку на 3 икони. Така да многу има направено овој Свети Лука чудни работи. Чудотворните мошти на овој прекрасен светител во времето на Константиновиот син, царот Константин, беа пренесени во Цариград. Еве што пишува апостолот Свети Лука. Во сите во негови оригинални преводи во Библијата, во делот каде што се делата на 12 апостоли на Свети Лука, а во врска со 14 писма на апостол Павле, Свети Лука пишува: преку ноќта Павле имаше видение. Пред него стоеше еден човек македонец кој го молеше Павлета, велејќи му: премини во Македонија и помогни ни. Се качивме во лагјата, а со нас беше македонец од Солун. Интересно е да се спомне дека Свети Лука Македонија ја има спомнато во неговите дела 36 пати. А сега да одиме за празникот Митровден. Светиот великомаченик Димитрија, кој живеел во Солун во 3 век, бил син на градоначалникот, кој долго време немал деца и по долги молитви добил син, кого го воспитувал според христијанските верувања. По смртта на татко му, Димитри бил назначен за градоначалник на Солун. Во тоа време христијанството не било признаено како државна религија, па царот го советувал Димитри да постапува сурово кон христијаните, но тој ги подучувал нив како да се чуваат од паганите. Затоа дознал царот
царот и кога дошол да се увери во вистината, Димитри воопшто не одрекувал дека е христијанин, туку јавно ја презел паганската религија на царот, поради што бил затворен. Со него се поврзани многу чуда, особено поврзани со одбраната на Солун од непријателите. Поради тоа, овој светец се смета за заштитник на Солун. Инаку и неговите мошти се наоѓаат во Цариград. Токму деновиве посветив една песна што ја напишав од мојата поезија, посветена на нашиот македонски светител, Свети Димитрија Солунски. Па да ја чуеме. Не жалише за себе и твојата младост, ти стројно момче. Го одреди твојот пат и отиде во вечноста. Денес име твое славиме, но името твое и го умножуваме по села и градови и рожби на наши деца со многу Митре, Димитар, Димитрија, Митра, за да бидат силни, храбри како тебе. Ех, наш Свети Димитрија Солунски, ти го заштити твојот роден град, го уби ѓаволот и неговите слуги, го спаси нашето христијанство. Повтори го истото, те молам. Спаси ја нашата татковина, изфрли ги сите демони од нас, излечи ги раните на поделената, за да пак си биде како некогаш стројна, силна, бесконечна Македонија, наш македонски и Христо, воину, Свети Димитрија Солунски, од срце те молам, спаси не. Токму и користам можност на сите оние кои ги носат имињата на Свети Лука и Свети Димитрија Солунски, да им ги честитам и оние кои ги слават овие празници со песна посветена за Свети Димитрија Солунски, а посебно честит имен ден на мојот девер Димитар Белчевски. Oh
Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џордж Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење сендвичи доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така депозит иншуренс финансинг. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит центерс, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. А пак Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со председателот Крис Клашов и неговата управа ве поканува на есенскиот традиционален гала банкет во салата на истоимената црква од 7 часот навечер на 11 ноември, каде со богата гозба, богато јадење таа вечер ќе помогне оркестерот Децата од Буф за да радосни, весели ја поминете истата вечер. Влезните карти се $75, а за подетелни информации јавете се до црковниот телефон 905-975-5395. И ова година управата на црквата Свети Климент Охридски од Торонто со председателот Борис Стојков и неговата управа организира дочек на новата година во големата сала на Свети Климент Охридски. За добро расположение ќе се погрижи познатиот солист од Македонија на народната песна Елена Јовчевска со оркестрот Балкан Entertainment. Богатата гозба со 7 врсти на јадење и отворен бар е вклучена во цената, која е само $120.
За резервации јавете се до црковниот телефон 416 421 7451. Во продолжение да одиме со вистинската историја на Македонија, а вечерва ќе продолжиме со следниот македонски крал, а тој е кралот Филип II Македонски. Филип е роден во 382 година пред нашата ера како најмлад син на царот Аминта III и царицата Евридика. Во младоста во периодот 368 година пред нашата ера до 365 година пред нашата ера бил заложник во Теба. За тоа време. За време на својот престој во Теба се здобил со дипломатско искуство од страна на Еламоноид, тебански генерал. Смртта на неговите постари браќа Александар II и Пердика III му овозможиле да запоседне македонскиот престол во 359 година пред нашата ера. На почетокот бил регент, односно вршел должност како крал на неговиот малолетен внук Аминта IV, но подоцна ја презема целата власт во своји раце. Наскоро по доаѓањето на власт Филип извршил реформи во државата и вовел постојана платена војска со прочуената македонска фаланга, која основна војна единица, а вовел и коњаница, направи за опсада на градови и фрлање на камења и стрели. Неговите војни способности придонесле кралството Македонија да стане регионална сила. Тој водел повеќе успешни војни во соседите. Најпрво во 358 година пред нашата ера го скршил отпорот на локалните македонски племиња и ја проширил својата власт на север до Охридското езеро. Во 357 година пред нашата ера ја зазел атинската колонија Амфилоп, која управувала со рудниците за злато на планината Пајак. Усовршувајќи го кованјето на парите, тој ја зацврстил македонската монета, која почнал да се употребува и во цела тогашна Македонија. Во 357 година пред нашата ера се оженил со епирската принцеза Олимпија. Во 355 година пред нашата ера Филип го освојува градот Кренит, кој го преминува во Филипи. Тој исто така ги нападнал и Абдера на Тракискиот брег, а во 1354 година пред нашата ера ја освоил атинската колонија Метон, при што во битка го изгубил и едното око, односно десното око. Еден од најпрочуените говори на Демостен е третиот говор Филипики против Филип II Македонски, во кој ја искажува големата омраза кон власта на Филип II Македонски и продорот на македонската војска со колониите, како што Западот ги нарекува хеленски колонии, во рамките на Македонското кралство. Во третиот говор против Филип, Демостен за овој поход изјавил: О, мажи атињани, од она што Филип во тек на нецели 13 години, колку што е тој на врвот, им го сторил на хелените, она е 1/5 од ова, не повеќе. Ги ставам настрана Олимп, Метона и Алопонија и 32 града во Тракија, кои сите тие безмилосно ги уништи, што ако некој некогаш би наминал таму, тешко би кажал дека биле населени. Го премолчувам и уништувањето на толкав народ, на фокејците, но што е со Тесалија? Нели ги уништи правата на граѓаните и нивните градови и востанови тетрархии за да му робуваат не само по градовите, туку и по племињата? Првиот посериозен отпор што го искусил Филип II бил од страна на атињаните во Термопилите во 352 година пред нашата ера. Истата година Филип ја освоил и Тесалија. Тој ја поттикнувал борбата меѓу аристократските и демократските сили, тогаш со цел да ја искористи нивната неслуга и полесно да ги освои. За таа цел со златото на Филип на островот Евбеја била формирана македонска партија, платена да ги промовира македонските интереси во политичкиот живот. Меѓутоа, од 352 година пред нашата ера до 346 година пред нашата ера, тој нема да продре јужно, туку ќе ги освојува источните региони, доаѓајќи до реката Хебрус, односно реката Марица.
Во 349 година пред нашата ера Филип ја започнува обсадата на халкидискиот град Олимп. Првично негов сојузник кој подоцна ќе се склучи сојуз со Атина. Атињаните не направиле ништо да го спасат градот и тој во 348 година пред нашата ера е срамнат со земја, а неговите жители Филип ги продава како робови. Во 347 година пред нашата ера Филип ја освојува скоро цела Тракија. Во меѓувреме Атина, загрозена од македонските освојувана, ја понудила мир. Во 346 година пред нашата ера Тесалија, двете страни договориле мир. Подоцна македонските војски преку Епир навлегле во северозапад се до Јадранското море. Во 342 година пред нашата ера Филип презел успешен поход и против скитите на север. Во 340 година пред нашата ера Филип ја започнува обсадата на Перинт, а потоа во 339 година пред нашата ера и на Византион, но и двете обсади завршуваат неуспешно. Неуспешните обсади на Перинт и Визант го загрозуваат влијанието на Филип во, како што велат, тогашна Грција. Сепак набрзо Филип ги победил здружените тебанци и атињани во битката кај Херонеја во 338 година пред нашата ера. Во 337 година пред нашата ера на конгресот на така наречените грчки градови во Коринт или полиси, како што ги викаат, сите тие освен Спарта биле приморани да го потпишат општиот мир диктиран од Филип II и ја формираат Коринската лига. Условите на мирот биле да не војуваат меѓусебно, склучување да има на сојузи, менување на политичкото уредување, стапување на служба во туѓи држави, објавување на војна на секој кој ќе го прекрши мирот. Иако со овој договор им давал автономија на полисите и не ги ставил директно под македонска власт, тие биле зависни од македонската држава со бројните ограничувања и немањето на надворешна политика. Филип бил избран за водач, хегемон, тоест за политички и воен водач. Соопштиот мир е обезбедена заднина од можни востанија, па во така наречената Грција, тој започнал големи воени подготовки за походот што планирал да го презеде против најголемата тогашна империја Персија. Сепак Филип не успева да го воведе походот против Персија. Во 336 година пред нашата ера бил убиен во Агија за време на свадбата помеѓу Александар I Епирски и Клеопатра, ќерка на Филип од неговиот брак со Олимпија. Убиец бил Павзани од Аристида, еден од неговите 7 телохранители. Ете тоа беше за кралот Филип II Македонски. А сега со песната 338 година, односно грците си сгрешиле, која е напишана и компонована од групата Децата од Буф, кои синоќа беа и ги забавуваја нашите македонци на Леринското оро. Всушност, самата управа и председателот Грег Цанев сака да се заблагодари на сите кои беа на синоќешната вечер со песната посветена токму со, како што реков, грците си сгрешиле, а Грег Цанев и неговата управа, благодарејќи му и на нив и на сите оние кои не можеа да дојдат сепак во идни прилики да бидат меѓу нас. Истовремено и од наша страна благодарност и од Децата од Буф. Na čuži grozi plažele
православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заемничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ќе преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Од рубриката Жена, мајка и дом, вечерва ќе ве запознаеме со прочистување на црниот дроб, кој е најдобар лек. Еве кој и како се прави тој рецепт. 2 лимони со секора, 2 главици лук, 125 милилитри мед, а лукот ќе го излупете и ситно исечете го. Лимонот исечете го со ситната кора и отстранете ги семките. Сето измешајте го во една стаклена тегла и залите го со мед. Добро затворете го и оставете го да остои во фрижидер 7 дена. Како ќе го потребите? Тоа за оние кои боледуваат всушност, можат да употребат една лажица наутро и една лажица навечер пред спиење со чаша топла вода или млеко, а може и секој ден да го потребува и наутро и навечер. А ние да ве поздравиме со една забавна мелодија.
глас, дали е ова крај. Сакам да сум јас детелинка, скини лист, среќа да ти дам. Сакам да сум јас детелинка, земи ме за да не си сам. Сакам да сум јас детелинка, скини лист, среќа да ти дам. Сакам да сум јас детелинка, земи ме за да не си сам. Сакам нешто да ти дам, нешто за двајцата нас. Далеку негде кога си сам, кога те немам јас. Далеку негде кога си сам, кога те немам јас. Сакам да сум јас детелинка, скини лист, среќа да ти дам. Сакам да сум јас детелинка, земи ме за да не си сам. Сакам да сум јас детелинка, скини лист, среќа да ти дам. Сакам да сум јас детелинка, земи ме за да не си сам. Сакам да сум јас детелинка, скини лист, среќа да ти дам. Сакам да сум јас детелинка, земи ме за да не си сам. И да ги проследиме и новините од Македонија. Крајот на овој месец е последниот рок во кој Македонија треба да ги усвои уставните амандмани, за да не се пропушти шансата веќе во декември да почне отворањето на преговарачките поглавја со ЕУ. Но речиси 3 месеци од ставањето на точката на дневен ред во собранието, прашањето е се помалку актуелно. Власта само го повторува ставот дека гласањето ќе содржи тогаш кога ќе се обезбеди потребното мнозинство. Но дали и кога ќе се случи тоа, не е познато. Анализа на темата има Михаела Димовска. Дали власта, но и меѓународната заедница полека се откажуваат од целта уставните измени да се донесат до крајот на овој месец за Македонија веќе во декември да го отвори првиот кластер од преговорите со Европската унија, како што најави фон дер Лајен. Според политичкиот аналитичар Петар Арсовски, се помали се шансите да се случи промена на уставот пред предстојните парламентарни и председателски избори, бидејќи како што вели, партиите во следниот предизборен период ќе влезат во кампања и ќе засилат својата идеолошка и партиска реторика. Во меѓувреме, Арсовски вели дека ќе се намали и жилбата за проширување во Европската унија поради изборите во Европарламентот следната година. Мајки предвид дека уставните измени траат 100 дена, за Европската унија очигледно е дека рокот од декември е недостижен. И дека во декември Украина и Молдавија ќе ги почнат преговорите, а ние ќе останеме сепак на втора траса. И имајте предвид дека и во Европската унија наредната година во јуни има избори за Европарламент. Така што и таму апетитот за проширување, за убедување, за одблокирање на преговорите ќе се намалува како што поминува време. И новинарот Бранко Геровски смета дека се помалку веројатно е дека ќе има уставни измени до изборите. Тој вели дека причината за ова е бидејќи кај власта не постоела волја да направи измени во предложениот текст на амандманите со кој би се постигнал консензус. Измени во насока на тоа да во самиот текст на уставните измени, во самиот текст на преамбулата всушност се содржат гаранции за македонскиот идентитет и еден акцент на историскиот континуитет на македонскиот народ и на македонскиот јазик. Тоа, за жал, не се случува, не постои волја за такво нешто или за некое друго прифатливо решение и според тоа остануваме таму каде што сме. Председателот Пендаровски неодамна изјави дека доколку уставните измени не се донесат до крајот на оваа година, таа задача ќе треба да се остави на следниот парламентарен состав, но Арсовски смета дека тоа ќе биде уште потешко. Има логистички пречки, тоа се европските избори, па потоа следат локални избори во Македонија и така натаму. И дека зацементирањето на реториката на изборниот процес ќе направи да биде потешко да се донесуваат уставните измени, доколку не се случи некаква комбинација да не може да се состави влада без уставни измени, например. Меѓутоа, не сум сигурен дека наративот
во јавноста ќе дозволи така лесно донесување на уставните измени, бидејќи постои еден замор од европроширувањето кај нас, а и во Европската унија. Според Геровски потребно е да се изнајде одржливо решение, а во меѓувреме најважно за државата вели се внатрешните реформи и воведувањето на европските вредности. Многу е важно да се најде одржливо решение и во таа смисла да не се крева било каква паника или хистерија. За Македонија е важно да ги почне преговорите, но и да ги води квалитетно, да ги води со едно темпо кое ќе означи движење напред. Новата перспектива за проширување на Европската Унија се појави по војната во Украина, според најавите на европските челници, новите членки ќе бидат примени најдоцна до 2030 година. Во меѓувреме подготвуваат план за Западен Балкан кој предвидува финансиска поддршка и постепена интеграција, а деталите се очекува да бидат познати во извештаите за напредокот на земјите, што ќе бидат објавени следната недела на 8 ноември. Заменик помошникот државен секретар на САД задолжен за Западен Балкан Габриел Ескобар во телефонско интервју за Гласот на Америка изјавил дека бугарските колеги го увериле оти немаат намера да додадат повеќе услови за Македонија кон ЕУ. Ескобар нагласил дека не се работи за гаранции, туку само за уверување од Бугарија. Оти сакала да го види регионот да се движи напред на европскиот пат. Имав разговори со моите бугарски колеги и тие ме уверија дека немаат намера да додадат повеќе услови. Тие би сакале да видат напредок на патоказот што веќе е таму. И сакаме да бидеме сигурни дека можеме да работиме со сите страни за да осигураме дека тие услови се исполнети. Но тоа треба да биде, да остане засновано на факти и вкоренето во постоечките обврски, за да осигураме дека Македонија ќе може да се движи напред во пристапниот процес, одговори Ескобар. На новинарското прашање дали тоа значи дека нема да има ново вето ако другите услови се исполнат, Ескобар одговорил: "Јас тоа така го протолкував." Во собранието почнати се дискусии меѓу партиите за измените на изборниот законник, соопшти лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Ницкоски за време на посетата на Прилеп. Тој очекува посериозен напредок веќе следната недела. Во рамките на парламентот има средби на кои што се дискутира изминативе неколку денови околу би рекол техничките препораки и техничките измени во изборниот законник, кои што се дел од препораките на ОПСИ и ОДИХР, и ценам дека тоа треба час поскоро да се заврши, бидејќи веќе доцниме, веќе сме влезени во фазата 6 месеци пред избори, и мислам дека веќе следната недела ќе има озбилен напредок на таа тема. Исто така очекувам и дефинирање на дата за избори. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен. Ставот на ВМРО ДПМН е дека изборите треба да бидат заедно, да не ги трошиме дополнително парите на... Ете тоа беа Блиц вестите. А сега последните минути да ги искористам со мојот коментар на неделата. Минатиот понеделник председателката на Европската комисија повторно беше во Македонија и индиректно кажува да го прифатиме француско-германскиот предлог кој е во корис на татарска Бугарија. Докога вакви нечовечни личности од калибарот на ова Урсула фон дер Лајн ќе ни кажува, но индиректно ни се заканува или да речам ни поставува ултиматум за Боже да влеземе во таа нивна недемократска Европска Унија. Со други зборови, тие западни држави сакат од македонскиот народ да направат народ од втора, трета или последна класа, односно да направат невидлив народ во сопствената наша земја, која е на нас македонците нам ни припаѓа, а тоа се разбира е Македонија, додека пак на македонците пород државотворниот народ во Република Македонија нам не ни треба да влеземе во некаква си организација, во некоја си унија и слично, ако не сме со нашето историско име Македонија, зашто ние македонците не можеме да бидеме ништо друго освен македонци.
Погледајте ги само македонските носи, македонските везови, нашите македонски традиции, обичаи, македонските песни и ора и уште многу други факти дека се разликуваме од останатите, зашто другите народи го немат тоа, со исклучок на последниве години што се трудат дури да ни го земат и нашето македонско оро, иако македонското оро има 23 или 24 ритмови. Ги нема никој зашто не знаат да го игра тоа македонско оро, а да не зборуваме да го водат орото на тој ритам и стил. Ова е само еден пример. Исто така, ако Филип или Александар Македонски беше грчки, зошто во ниту една грчка песна не се спомнати, со исклучок во партизанството, но повторно од наши луѓе? Или пак правите грци, зошто не ги крстат нивните деца Филип или Александар со исклучок на тамошните власи, или пак да има песна за Македонија? Истото и со татарските бугари. Во која бугарска песна се спомнати Гоце Делчев, Сандански и така натаму, или Македонија? Мои македонци, брајки и сестри, повеќе од јасно е што речиси целиот свет знае дека македонците се најстариот народ и културата во Европа ја имат и можеби во целиот свет што ја дадоја. Дури и една Кина и Индија ги учи нивните деца дека таа е Македонија. Затоа ние македонците нема потреба да се докажуваме во тоа никому, зашто се знаеме од дедо и прадедо дека сме македонци. Другите народи кои не негираат, нека се докажуваат дека не се од македонскиот корен. Затоа треба да се избере вистински лидер, а не да одиме за партијата, човек кој ќе поништи се што е илегално. Во Уставот дефинитивно да се внесе дека законски не сме ниту било која една влада да го менува уставното име, она што генетско историско име ни е на нашата држава, Македонија. Македонското сонце на Филип Македонски, 8-кратното, некаде и 16-кратното знаме, односно со 16 зраци кои ги означуваат 8 македонски племиња и подплемиња. Како, например, во денешно време Мариово со Мариовчани, Леринско околие со Леринчани, Калјарско со Калјари, Дебарца со Дебрчани и така натаму. Така и тогаш тие исти македонци биле наречени пелазги, пајонци, скити, илири, тракици, тесалици и така натаму. Тоа македонско сонце што Филип Македонски го постави на штитовите од неговата династија, а националниот македонски белег беше жолтиот лав на црвена подлога, тоа македонско сонце силно свети, иако во последниве 30 на години многу црни облаци сака да го покријат, но тоа силно свети и ќе ги растрга сите тие црни облаци кои надвиснале на Македонија. Џабе им е на непријателите македонски кои прават планови. Ако Обединетите нации, иако Божем демократска се рачуна организација, а станаа слуга на македонските душмани, се направија глуви и слепи спротивно на референдумот и волјата на народот, а да не зборуваме дека уште од независноста на Република Македонија Обединетите нации не дозволуваа за членување на Република Македонија под низивното вековно и уставно име на македонците, иако тоа беше направено уште во 1948 година и токму со Мануил Чучков, првиот македонец кога беше во Обединетите нации. Зарем тоа е организација на вистинска демократска слобода на народот во светот. Не случајно велиме, името ни е по свето и од Обединетите нации, и од НАТО, и од Европската унија, и од секоја организација, унија, институција и слично. Не можеме да бидеме со нив кога сме омаловажени, зашто ние македонците си ја знаеме својата мајка. Ние сме деца на Македонија. Ако и италијанската сестра човек би рекла, односно, ако италијанскиот човек би рекол од времето на Ренесансата, кој беше и архитект, скулптор, инженер, а тоа е сликарот и ботаничар, па и астроном Леонардо да Винчи, кој беше роден во 15-тиот век, а познат е по Тајната вечера, што е наслика, и портретот на Мона Лиза, односно Мома Лиза, што во други емисии ќе дадам подетално зошто вака ја именував. Тој рекол: ги сакам сите оние
оние кои и при било какви проблеми се смеат, наоѓаат сила во нивните тешкоти и така стануваат похрабри. Овде од вас не барам никаква храброст, почитувани сонародници, но барам само да ја подпишете Македонската декларација, која ќе ви ја представиме во најбрзо време, а со вашиот подпис треба да биде во што поголем број, со тоа дефинитивно ќе си вратиме се што ни е одземено, дури ќе си го вратиме и нашето македонско име. Да завршам со зборовите пак на Александар Македонски. Цврсто да застанете на нозе и борете се за она кое праведно ви припаѓа. Нашата борба е само еден ваш подпис, почитувани сонародници, да ставите на Македонската или Националната декларација. Верувам во вас, верувам во силата Божија, верувам дека Македонија ќе биде како што била некогаш, сакал некој или не, па да живееме вечно. Очите ти вадат, жива ми те јадат. Гладни се, мајко, жедни се, такви се од векот. Несреќни, мајко, утрите, велат ти си лекот. Пусти да сте сите, мајчица што Ваши
Со гајдата македонска што токму вечерва ви ја презентирам нашата солисткиња која ќе биде за нова година овде при црквата Свети Климент Охридски Елена Јовчевска и која токму вечерва свири за вас за да ви посака добра ноќ. Ние пак со последните минути сакаме да ви се заблагодариме за вашето ценето внимание со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со Радио Часот Глас од Македонија. Затоа пак вашиот уредник и водител на Радио Часот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ и повелете на 8 ноември во сите македонски цркви на заедничката богослужба по повод празникот Свети Димитрија Солунски. Добра ноќ и пријатна седмица.